Председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Вчера зборував дека од ова собрание, од начинот на кој што ние се однесуваме и енергијата која што ние ја испраќаме помеѓу граѓаните, многу зависи во кој правец се движи општеството и каква енергија шири помеѓу граѓаните. Овој говор на министерот за правда во ова собрание е јаволко на раздорот потоа помеѓу граѓаните. Овакви потпалувачки говори во кој што еден министер доаѓа на гости во храмот на демократијата. Да ве потсетам, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, овдека ова собрание управува со државата. Ние делегираме надлежности на владата. Не постои храм на демократијата во светот, во кој што избран министер од ова собрание ќе дојде, ќе се расправа овдека со нас, пратениците, ќе ни суди кој што зборува и на кој начин го зборува и ќе не навредува затоа што определени дискусии, определени предлози и ставови не му се допаѓале. Независно кој е на власт, ова не сме да се случува во собранието. Овакви министри во нормални демократски држави, од Европската Унија или САД, каде што ние се стремиме да одиме, следниот ден си даваат оставка. Може би вие ќе се смеете и може би ви е смешно. Преходно се смеели некои други на вакви работи, ама за тоа државата ни е ова ниво на кое што ни е сега, а верувајте, воопшто не име на добро. Министерот за правда не ни кажа зошто треба да направиме попис. Министерот за правда ништо не образложи освен укорување на опозицијата. Ни зборува за 2011. Точно е, требало да има пописи 2011, и 2012, и 2013, и 2014, и 15, 16. Ама требаше да има пописи 2017, и 18, и 19, и лани во 20 и немаше. И сите ние политички чинители во ова собрание сме одговорни. И не може некој да дојде од владата што влегал во политика пред 3 години и ни каже кој е крив и тука да пресуди. На кого му суди? На пратениците кои што ги бирал народот. Ова е тотално недозволиво. Методологијата ќе била за 1 месец, почитувани пратеници, за 1 месец. Вие ќе гласате закон за попис, без при тоа да знаете како тој попис ќе се одвива, бидејќи методологија не сме виделе во ова собрание, ќе била донесена за 1 месец. И вие ќе го гласате без да ја видите, бидејќи така е договорено, а ние нема да ја гласаме, бидејќи немаме доверба. А немаме доверба едни со други, бидејќи имаме вакви потпалувачки говори во собранието. И тоа е срамота. Инаку, јас не верувам за тоа што во ова собрание министер, вашиот колега за финансии дојде и ни кажа, една секунда само, ни кажа ќе земеме кредит од 90 милиони евра за здравството. И јас не го гласав бидејќи немаше методологија како тие пари ќе се потрошат. На крај после 1 месец методологија испаднаа парите дека се во труд и социјална политика. За тоа немаме поверење во вашата влада. За тоа треба консензус во ова собрание. А не вакви потпалувачки и манипулативни говори да дојдете овдека на гости ќе нас да не карате. Срамота.